Општина Пробишти покрај големите инвестиции кои ги има во комуналната, оваа година ќе продолжи со инвестиции во спортската инфраструктура. Покрај новата спортска сала која ја доби општината, во моментов се реконструира спортската сала во средното општинско училиште на Наумовски Борче, а ќе биде наменета за боречки спортови. Во моментот се наоѓаме во спортската сала на средното училиште на Наумовски Борче, која што со изградбата на новата сала е надвор од функција и ние како општина одлучивме да одвоиме околу 500.000 денари во оваа фаза за реконструкција на спортската сала, со што ќе овозможиме услови да овој објект се користи како објект за боречки спортови. Значи имаме веќе формирано боречки клуб, карате клуб, се надевам во блиски дни ќе формираме и боксерски клуб, и овде во оваа спортска сала ќе можат сите овие спортисти да ја користат токму за оваа намена, додека учениците од училиштето на Наумовски Борче имаат ново изградена спортска сала, и останатите училишта имаат нови спортски сали. Покрај ова започна и реконструкцијата на соблекувалните на градскиот стадион во Пробиштип, инвестиција од 800.000 денари, а основното училиште Никола Карев ќе добие затворен училишен базен, инвестиција 2,5 милиони денари. Овие денови отпочна и реконструкција на така нареченото рударско игралиште, односно на градскиот стадион, на соблекувалните. Очекуваме до почетокот на првенството да бидат комплетно реконструирани со инвестиција на општина Пробишти од околу 800.000 денари, како и 2,5 милиони денари кои што ќе се инвестираат во основното училиште Никола Карев за реконструкција и ставање на функција на затворениот базен, кој што е еден од ретките базени и ретките училишни базени каде што ќе можат најмладите од нашата општина да го користат на часовите по физичко, да тренираат пливање. Како што изјави градоначалникот на Пробиштип Тони Тоневски, освен ова, основното училиште браќа Миладиновци од селото Пробиштип започна со изградба на мултифункционално игралиште, а оваа година се предвидени повеќе проекти во спортската инфраструктура.